Почитувани гледачи, како што ви напоменав и на самиот почеток од нашата денешна емисија, имаме и гостин во нашето студио. До мене е Боби Темелков. Боби, добар ден. И добре ни дојде тука во нашето студио. Денес имаме навистина интересни теми за разговор. Секојаш се интересни овие теми. Така е, така е. Инаку, почитувани гледачи, само да ви напоменам, Боби Темелков е инаку и председател на Светскиот македонски конгрес Канада и подпредседател на Светскиот македонски конгрес Македонија. А меѓу другото, верувам дека и многумина од вас се сеќаваат на македонска нација и тоа што Боби во последните, барем јас кога што сум тука 16 на години, го собира македонскиот народ на едни навистина импресивни ивенти. Се надевам дека и повторно тоа ќе го гледаме од тебе. Благодарам. И сега, Боби, би сакала да започнеме со разговор со актуалностите кои што се во Македонија и она што секој македонец, посебно надвор од Македонија, го мори, а тоа е и новиот донесен закон за двојазичност во Македонија. Значи, покрај македонскиот сега еднаков ќе биде и албанскиот, односно македонците ќе треба да го научат и албанскиот јазик. Твоето мислење на тоа? Па види вака, јазикот уште не е донесен целосно, има уште едно гласање кај што треба да се изјаснат дали ќе се донесе. Нормално знаете дека председателот на Македонија стави вето. Па види, денеска Македонија е под обсервација на специјални надворешни и внатрешни сили за промена на името. Јазикот е пред тој доаѓа, јазикот е само дел од промените што ќе дојдат во Македонија, што се нудат да се променат во Македонија. Значи се врши ревизија на јазикот, на културата, на историјата на македонскиот народ, доведење во прашање и автокефалноста на македонската црква. Значи денеска во Македонија се прави денационализација и асимилација што го загрозува македонскиот народ во целина. Значи, јазикот, се што им беше обекено на албанците во Македонија, се имплементира во уставот, се исполни на 13 август, рамковинот 2001 година. Значи, тоа е целосно исполнето. Но сега во моментот знаеме дека власта се смени, власта за да дојде на власт понуди многу работи кои се многу Кој што беа шпекулација. Шпекулација, да. Беа шпекулација од почетокот за да победа, сега веќе не се. Значи, се што кажа, се исполнуваат малку по малку. Значи, не може да победат на друг начин. Најдоа противник кој му понудија некои работи за да дојдат на власт и на тој начин дојдоа на власт и сега нормално мора да се ги исполнат тие работи што треба да ги. Така, добро, Боби, нели сметаш дека и тоа мислам дека и сите македонци во Македонија го знаат, дека за да се имплементира нешто, некој ваков закон, треба прво да се направи еден попис. Ние попис немаме направено, белуѓе, Господ знае од кога. Уште пред рамковниот договор да се донесе. Пописот не оди во прилог на многу поединци и на многу луѓе во Македонија, затоа што ако се направи попис, можеби ќе се види дека не се толку како што треба да биде 25%. Хај нема да се дозволи тогаш тоа што е дозволено. Да, ма некој обекел некои работи што треба да ми ги даде и сега нема враќање тоа назад, освен ние македонците ако не го стопираме. Ја не ги гледам нив во никоја смисла криви, јас да сум на нивно место, јас ќе го барам истото. Само мислам дека во Македонија имаат доволно ги имаат сите права што може едно малцинство да го има во Македонија. Нашите македонци во Албанија имаат многу помалку права. Па не само во Албанија. Па да не зборам за другите места. Другите места не смеат ни да кажат дека се македонци. Во ред, што станува тогаш со казните кои што, како што наслушнавме, ќе бидат 5000 евра или нешто така слично, ако македонецот не го познава албанскиот јазик? Па тоа ќе биде тешко да се имплементира, затоа што, например, ако казнуваат македонците со 5000 евра, треба да казнат многу албанци, пошто многу албанци не го зборуваат македонскиот јазик. Ќе биде смешно да отидеш во Делчево или во некое мало место на западот и да очекуваш дека некој ќе ти зборува албански јазик кога таму не живеат албанци. Исто како јас да отидам во некое место кај што живеат повеќето албанци, да очекувам дека некој ќе ми зборува македонски, што е задолжително по нашиот устав, и тоа ни е прв јазик. Меѓу другото, пред неколку дена читав навистина интересно
за жал, ама тоа е тоа. По новините дека наводно некои од лидерите на албанските партии го споменува и Велес меѓу другото, ти од таму си, дека таму одамна, од памтивек имало албанци, тоа била албанска колонија која што идела нагоре по селата и дека во 1945 година, кога нели ни е дадена Македонија наводно за време на Југославија, демек тогаш ние македонците сме од тогаш таму. Тоа е малку е смешно да дискутираме за такви работи. Ако се враќаме ние назад, може да кажеме дека Александар Македонски беше до Индија. Не може да клеваме сега дека Индија е наша. Тоа се шпекулации што луѓето ќе ги измислат да кажат. Велес е, мислам, можем да кажеме околу 95%, јас сум од Велес, 95% е македонско население. Имаме албанци, не викам дека немаме, но се може 1-2% или 3%. Ајде сега да преминеме малку на исто така актуелна тема, промена на името. Твоето гледиште, што македонците во Македонија ќе добијат од НАТО и Алијансата ако ни се смени името? Вреди тоа да се направи за да се влезе во Европската унија и во НАТО? Па види, фактот дека Европската унија се распаѓа, Велика Британија гласаше за напуштање од Европската унија, значително други број земји ја гледаат таа опција да напуштат Европската унија, а гледаме и тие земји што се некои од нашите комшии што се членки, не ги донесе до никаде. Алијансата НАТО, мислам дека НАТО веќе не е тоа што беше. НАТО веќе има интенции да биде како агресивно дружење на големите сили, затоа што имаме случаи ја нападна Србија, Украина, Иран и такви некои работи. Значи не е некое сјајно нешто што мислиме дека ако влеземе таму дека ќе имаме одбрана од нив, дека никој нема да нападне. Ние сме земја од 2 милиона луѓе. Нема потреба некој да нападне, немаме претензии спрема ниједна друга земја. Види, повеќето земји околу нас се членки на НАТО. Грција и Турција се членки на НАТО. Кога има војна за Кипар, НАТО не се замеша, ги остави двајцата. Можеби ја запрада некаде војната, ама не застана на една страна, пошто се двете членки на НАТО. Ако ни се наметне име од владата што е сега, сметам дека прво и таа влада е нелегитимна, за мене нелегитимна влада. Македонците никогаш нема да го прифатат тоа име. Зошто нема да го? Последиците од такво сценарио ќе бидат катастрофални за Македонија. Загубата на нашето име ќе значи загуба на нашиот национален идентитет. Значи ќе има голем ефект. Јазикот? Па тоа е првото, за тоа разговараме јазикот. Јазикот ќе има голем ефект. Ако се промени името, ќе се промени името на јазикот, нема да биде македонски, ќе биде Господ знае што. Да, значи ние не можеме да променуваме нашето име, да го променуваме заради некоја територија што се вика Македонија. Таа територија во Северна Грција до 1988 година не се викаше Македонија. У таа територија беше забрането да се каже зборот македонски. Од 1988 година грците ја именуваат таа територија Македонија и од тој момент почнаа проблемите со нашето име. Значи тоа е измислен проблем, грците измислен проблем, ние никакви претензии немаме за тоа дека таа територија ќе биде наша или ќе ја земеме, никогаш не сме го кажале тоа. Загубата на нашата држава како и нашиот идентитет, историја се многу поважни отколку било кое членство во Европската унија, во НАТО. Но сепак странците нас не убедуваат дека тоа е најдобра опција за нас. Затоа што нив така им одговара? Па нив така им одговара и таква е власта сега во Македонија која е спремна да смени се за некои работи што ги обекала пред да дојде на власт. Значи она не дојде на власт со помош со гласање, со чисто гласање. Знаеме кој Ние тоа го знаеме. Значи доколку нашите политички водачи потпишат договор дека повеќе не сме македонци, тогаш автоматски ќе станеме нова држава. Било како да наречеме, ќе биде нова држава и нашата историја ќе почне од тој момент. Значи се што било пред тоа ние ќе треба да избришиме. Сите македонски песни што го имаат зборот Македонија, нема да веќе да бидат македонски. Како ќе пееш таа песна која имаме многу песни што го има зборот Македонија. Како ќе пееме таа песна? Ќе кажем ќе го фрлиме тој друг збор во таа песна, а знаеш дека се што се сменило еднаш е многу тешко да се врати назад.
да не се враќаме на Бугурешкиот договор, да не се враќаме на таа, да не ја наречам гнасна скратеница која ни ја ставија. Така. Значи е тешко нешто, ако изгубиме, тешко ќе го вратиме назад. Прочитав во весниците вчера денес дека Заев наводно ќе повика референдум да македонците во Македонија се изјаснат за тоа дали да има промена на име и тој предлог што ќе биде даден, дали ќе биде прифатлив или неприфатлив. Треба да има референдум? Со Уставот на Македонија Уставот на Македонија не дава право на никого да го смени името. Тоа е нешто што во Уставот го пишува. Значи, за да повикаш на референдум, треба да се сменат многу делови од Уставот кај што е напишано дека не може да се сменат. Ама некој ако сака да направи тоа, ќе го направи, ќе сменат се што ќе направи. Така сакав тоа да го искоментирам. Ако некој решил да го смени, пријателе... Никогаш не треба да има референдум за нешто што е толку свето како нашето име Македонија. Без името и губиме идентитетот, губиме се што постоело позади нас. Што е навистина жално. Навистина жално. Добро, што можеме ние како македонци, кои што не сме во Македонија и не можеме таму да бидеме гласни, бучни, што можеме ние еве однадвор што живееме, што можеме да направиме? Па види вака, без корени немаме минато. Ако нема минато, тогаш немаме ни иднина. Ние што сме надвор од Македонија, не викам дека не можеме да направиме многу, но можеме да направиме, да помогнеме на некој начин да се отварат некои работи во Македонија. Например, доста македонци лани, како што знаеш, протестира неколку месеци. Па еве видовме што се случи, така? Исходот од тоа протестирање, за жал. Некои си ги измија раците, некои завршија во затвор, 36 патриоти завршија во затвор и еве до ден денеска се уште се таму. Значи, тоа беше целта на новата влада, да ги затвори тие луѓе, да ги стави некаде кај што не можат да го собираат народот, кај што не можат да се организираат. Па тогаш ние, јас на пример лично кога го видов тоа, самиот си реков дека јас ќе направам се што да помогнам, не да го поучам, луѓето знаат, да го подпомогнам тој отпор во Македонија. И за тоа се случуваат некои работи што ги правам тука сега моментално за да се подпомогне. Ете така, дојдовме и до тоа дека меѓу другото до неодамна е формирана Македонска глобална координативна мрежа Канада, која што ќе не биде, се надевам за следната емисија, интервјуто конкретно за тоа и за тој настан кој што Македонската глобална координативна мрежа и го организира. Меѓутоа, еве, пред да зборуваме за тој настан, јас само би сакала да напоменам и навистина за нашите гледачи имаме една жална вест, која што ја добивме од тебе. Имено нашиот македонец Џими Шмргранов, кој што сите вие македонци кои што живеете тука во Канада го познавате неговото име. Беше председател на Обединети македонци, беше и председател на црквата Свети Илија од Мисисага. Голем патриот. Така, голем патриот. Основач на ВМРО, еден од основачите на ВМРО во Канада. Тука во Канада. За жал почина. За жал, да. Нека му е лесна земја до тетка Душанка и до целата фамилија Шмагранови. Едно сочувство од нас, емисијата Час на македонски корени и од тебе, од твојата фамилија и од сите оние кои што го познававте Џими Шмагранов. Нека му е лесна земја и Бог нека го прости. Така, се придрживме до крајот на нашиот денешен разговор. Следната емисија следува вториот дел, каде што ќе зборуваме за настанот на 3 март, кој што Македонската глобална координативна мрежа го организира и кој што очекуваме сите вие македонци кои што живеете во Торонто и околината на Торонто да дојдете, да ни се приклучите и заедно тоа да го направиме еден успешен и голем добротворен настан. Еве неповторно заедно во студиото со Боби Темелков, кој што уште еднаш ќе ви напоменам е председател на Светскиот македонски конгрес Канада и подпредседател на Светскиот македонски конгрес Македонија. Боби, уште еднаш добар ден.
Добар ден. Минатото интервју го завршивме со тоа што нагласивме дека во ова интервју ќе зборуваме за Македонската глобална координативна мрежа. Сега, кога се формираше, што вклучува Македонската глобална координативна мрежа и потоа ќе продолжиме за 3 март. Благодарам, Маја. Значи вака, Македонската глобална координативна мрежа се формираше при крајот на минатата година. Идејата беше да се направи една унија на сите македонски организации во Канада, која ќе соработува заеднички. Не само во Канада, да се направи во сите македонски, во сите земји, низ целиот свет каде што има македонски патриотски организации, сите заедно да соработуваме за помош на Македонија. Секоја чест за ова, искрено, Боби, затоа што на оваа тема сме зборувале многу пати низ овие долги години, меѓутоа еве конечно сега се оформи значи Македонската глобална координативна мрежа. Кои се во неа? Значи вака, на 6 декември 2017 година во Торонто ја создадовме помеѓу 4 големи партии, ќе речеме примарни. Да, примарни организации, беа и повеќе од други организации, не можам сите да ги спомнам, значи Светскиот македонски конгрес на кој јас сум председател, Меѓународното движење за човечки права на Македонија, Организацијата Обединети македонци Канада и Македонското патриотско здружение Андов Лазов Кјосето од Канада. Значи, иницијативата за формирање на Македонска глобална координативна мрежа е заедно координирање на сите планови од иселениците македонци кои не живеат во Македонија за Македонија, за помош за Македонија. Значи, прва задача на овој неформален глобален систем е соработка, координација и размена на искуства, информации меѓу бројните македонски патриотски организации во секоја држава одделено и целиот свет заедно. Значи, тоа е првата задача. Втората задача на Македонија на координативната мрежа е да се формира постојан донаторски монетарен фонд. Значи, тоа е многу битно, затоа што... Тоа нели го имавте Светскиот македонски конгрес, тушност беше во примарното ваше? Светскиот македонски конгрес потваќа некои од вие работи, да, само, знаеш како, кога ќе повикаш повеќе организации да бидат на некој начин под твојот чадор, сите се осеќаат незгодно да го направат тоа, затоа јас мислив поинаков начин како да ги соберам сите заедно. Како да ги активираш? Да, не е битно името, дали ќе биде Светскиот македонски конгрес, дали ќе биде некоја друга организација, битно е да се собереме сите заедно и работиме заедно. Значи, Македонскиот фонд подразбира постојана помош за македонците во Македонија, за патриотските организации во Македонија. Значи, глобалната координативна мрежа представува меѓународна иницијатива за соработка на македонските патриотски организации и македонски активисти кои работат и живеат во татковината и во светот. А глобалниот фонд ќе се формира за долгорочна поддршка на македонските патриотски организации кои работат за зачувување и унапредување на македонските национални интереси на Македонија. Така, одлично. Сега, виќе, пошто ова го кажавме, доаѓаме и до 3 март. Да, 3 март. Така, каде што Македонската глобална координативна мрежа Канада организира добротворен настан. Ајде малку да позборуваме за тоа, нели? Да. Што очекуваме од тој настан? И целта за тој настан каква ни? Па види, јас кога ќе почнем да работам некои работи, сакам да ги почнам и да ги продолжам да ги работам, оти многу пати се организирале многу работи, се правеле разни мрежи, координативни, секакви. Јас сакам да продолжам со тоа и идејата за да се направи некоја актуелна работа за Македонија, не само да остане на Facebook, на хартија. Значи, вака направивме, дојдовме до договор сите заедно, дека треба да направиме GoFundMe page. Имаме веќе направено GoFundMe page. Ако може, ако сака некој да донира, може да отиде да најде Македонија е се што имаме. Имаме собрано над $4,000 до сега. Македонија е се што имаме, тоа може на интернет или на Facebook? На GoFundMe page на може да го најде. Page? GoFundMe page. Баре Македонија е се што имаме. Македонија се што имаме, да. Доволно да напишат Македонија, нема таму многу македонски работи. Ќе најдат, може да видат кај мене на Facebook.
Но не е сето тоа што го правиме. Исто се договориме да направиме банкет коктел / коктел. Така, донаторски банкет на 3 март. Значи, ние македонците осеќаме дека ние сме нераскилни дел од Македонија. Нашите корења се во Македонија, ние имаме историска морална обврска да помогнеме во одбрана на татковината. Така. Во одбрана на државата, на идентитетот, на нацијата. Македонските организации во Македонија им треба финансиска помош. Во Македонија не сакам да бидам толку песимист, ќе се случуваат лоши работи, нарочито оваа 2018 година. Македонските организации во Македонија треба да бидат спремни да се брани македонскиот национален идентитет, а ние треба да помогнеме колку што можеме и финансиски и на друг начин. И финансиски и морално. Точно, да. Значи, за тоа, поради таа причина, на 3 март 2018 година, во Македонската катедрална црква Свети Климен Охридски во Торонто, почињаме во 19 часот. Така. Влезниците на врата се $30. Ќе имаме богат асортиман на бесплатни закуски и македонско вино. Така. Жива македонска музика, настапни игрални групи, водителка, нормално, Маја. Добро. И ќе имаме специјален гостин од Македонија, за кој не можам се уште да објавам, но набрзо мислам дека сите македонци ќе бидат пријатно изненадени. Да, седен момент додека не се добие визата и не биде потврдено дека тука не доаѓа, подобро да се кјутиме. Така и да биде тоа навистина изненадување, затоа што ќе биде изненадување. Значи треба да се собереме во поголем број. Значи секој македонец кој се осеќа македонец, кој има потекло во Македонија, кој сака Македонија, кој го боли нешто за Македонија, кој прва, мисли втора, за Македонија. трета, четврта генерација тука? Било кој имаме ние така. Тука неколку генерации македонци. Би требало да дојде, кој се грижи за Македонија, би требало да дојде и да поддржи оваа иницијатива. Во Македонија, ситуацијата во Македонија е доста тешка, тоа сите го знаеме, не сакам да зборувам повеќе за тоа. Значи, ние како македонци кои сме надвор во Македонија, е многу лесно да пишеме на Facebook секојдневно, ние сме македонци, ние правиме ова, ние правиме тоа, но секојаш сакам да работам повеќе на делата отколку само на зборови. 3 март, тоа е сабота, со почеток во 19 часот или 7 часот навечер. Ве очекуваме во што поголем број сите вие кои што сте и се чувствувате македонци да дојдете и навистина да го поддржите овој добротворен настан, затоа што е Македонија се што имаме. Значи неодложно е се македонско помирување и обидување на сите македонци тука во Онтарио, затоа што со Македонија, ако изгубиме Македонија, со Македонија нема ни целиот свет, без Македонија ќе не нема ни во Македонија, ни тука. Затоа ги повикувам сите македонци, без разлика дали живеете во Торонто, дали живеете во Скарборо, во Мисисага, од Америка, Хамилтон, Ејджекс, македонци по потекло од Македонија, македонци по потекло од Леринско, од Скопје, од Петрич, Охрид, Струмица, Благоевград, Битола, Велешени, Прилепчени, Кајлари, Струга, Голобардо, Мала Преспа, Сандански, Гевгелија, Штип, Македонска Каменица, било од каде да имате потекнуњето од Македонија или надвор од границите на Македонија, дојдете и помогнете Македонија. Така, што значи? Уште еднаш да повториме. 3 март со почеток во 7 часот навечер во просторијата на големата сала на Свети Климент Охридски во Торонто. Ве очекуваме да дојдете и да го помогнете донаторскиот настан. Македонија е се што имаме. Ве гледаме таму. А на тебе, Боби, ти благодарам што и денеска беше мој соговорник. Се надевам дека повторно пак ќе се видим. Имаме уште многу теми за разговор. До тогаш ти посакуваме секое добро. Благодарам за поканата до тебе и до част на македонски корења. Да се здружиме сите заедно, да одбраниме од Македонија колку може да се одбрани. Ти Македонија е се што ни остана. Ви благодарам. Останете со нас, почитувани гледачи.